Благодарам. Почитувани. Колешке, колку повеќе се трудите да кажете и да одбраните нешто, а не можете, уште повеќе навлегувате и заглабувате вокалта. Јас сум македонец, моите се по потекло од Егејска Македонија и сега дедо ми крсте, баба Елена, која остана во Пожарско и живе таму, се македонци, а јас тука нема да бидам македонец. Кажите им на луѓето дека ние не сме повеќе Република Македонија и ова држава повеќе не постои. Тоа треба да им го кажете. И за јазик, и за се. Ја бришите целата историја македонска, почитувана колешки. Значи, се што е македонско, со таа спогодба, а тоа не е договор, тука е спогодба, се досега што направивте е незаконски и неправно. Продолжувате понатаму. Значи, треба да знаат граѓаните, ние посочувавме, многу пати им кажувавме, дека со ова спогодба се ништи македонизмот, се ништи Македонија, ние не постоиме повеќе. Значи, треба да го сватите тоа. Една работа да знаете. ВМРО ДПМН е првата политичка партија која кажа дека сака влез во ЕУ и НАТО, додека Социјалдемократскиот сојуз се уште беше за Титова Југославија во тој период. Да не се манипулираат работите. Граѓаните ви кажаа на референдумот и вие морате, почитувана колешки, да го почитувате правото и волјата на граѓаните. Значи, никаде во светот нема, доколку во Каталонија не се почитува 43%, или некаде на друго место кај што се изјасниле граѓаните или не се изјасниле. Значи, да имаш еден принцип за таму или ваму. Уште еднаш правите силен прекршок. Значи, се злоупотребува позицијата и силата што имате во моментов. Вие сте мала политичка партија. Носите големи одлуки. Треба да внимавате. Едно комбе луѓе сте таму. Немате повеќе. А одлучувате, ви има неколку мина тука кои на некој начин ќе одлучувате за судбината на Македонија. Еднаш ќе се завртиме. Ми вели еден почитуван професор на факултетот во Штип. Во една пиена состојба луѓето кога ќе се разбудат, ќе видат што ќе направат. Јас не верувам дека некој сега е пијан, меѓутоа состојбата кога утре ќе се разбудиме и вие и ние, ќе видиме дека ние не живееме во ова Република Македонија, некаде да сме на друго место. Како ќе им кажете дека Гоце Делчев идеологот на македонската држава, не треба да кажуваме дека од таму од Кукуш, или светите Кирил и Методи. Почитувана колешки, ќе ви кажеме на работа. Ова е најтажниот и најсрамниот ден во историјата на Република Македонија. Ве молам, јас барам, вие баравте од нас, јас барам од вас да ја почитувате волјата на граѓаните изразена на референдумот. Благодарам и само една, ве молам, почитувам. Довршете ја мислата. Да, само колегата Мисовски ме нарече хоштаплер и ќе ве молам такви зборови нема потреба да се содржат. Ве молам, значи нема потреба. Го кажа своето мислење, ако не ви се свига, нема проблем, господин Мисовски. Подпредседател на собрание, очекувам малку поголемо достоинство од вас. Благодарам и ќе ве молам, немојте. Го кажав моето мислење, ако не ви се свига, тоа е ваша работа. Моите аргументи се тие. Благодарам.